Убаво неделно утро, а уште поубаво е тоа што се наоѓате во моментот пред вашите ТВ екрани. Останете тука, се наоѓате на вистинско место, во вистинско време, бидејќи започнува новото издание на вашиот омилен ТВ магазин Урбан Блок, а во него еве што ќе гледате. Во новиот Урбан Блок ве учиме како да го прифатите вашето тело такво какво што е, како да си помогнете со хроничната болка и ве носиме во Алберобело. Останете тука. По рекламите почнува новиот Урбан Блок. Многумина од нас, за жал, се почесто се соочуваат со проблемот наречен хронична болка, но поради недоволна информираност не обрнуваат внимание. На оваа тема разговаравме со нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика Ревит. Погледнете како да им се помогне на пациентите со хронична болка. Хронична болка – едно од најнепријатните чувства. Хроничната болка делува дури и на психолошката состојба, која што па допринесува исто така во одржување и траење на хроничната болка. Луѓето кои патат од хронична болка најчесто имаат дури и проблеми со спиењето, анксиозност, депресија, намален апетит и намалена енергија. Болката продолжува иако самите ткива се веќе излечени. Сигналите за болка во нервниот систем се уште активни. Нејзиниот интензитет може да се менува, некогаш и да исчезне, но потоа повторно да се врати без никаква причина. Дали постои начин конечно да се ослободите од ваквата болка? Ние ги прашавме нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика. Во продолжение го споделуваме разговорот со нив. Хронична болка се третира повторно со одлични резултати, најчесто настанува кога се поврзани заболувања со скелето-коскен систем, сврзно ткиво, тука се доста артритите, причинител на хронична болка. Така да би рекол, имаме одлични резултати на оваа тема. Може доктор Ана да каже конкретно еве за некој случај, од која природа све настанува таа хронична болка, колку исто квалитетот на живота може да го промени. Па во основа болката е сушност симптом кој што не буди на еден начин и кажува дека нешто се случува во нашето тело. Прагот на болка е многу индивидуална работа и затоа ќе сретнете да некојаш некој вели јас можам да издржам болка, а некој вели јас воопшто не можам да издржам болка. Болката е симптом кој што Машките можат повеќе болка да издржат. Генерално болката е нешто што не опоменува дека нешто ни се случува во телото. И ако е акутна болка, тука веднаш бараме помош, интервенираме, ја смируваме, зависно од тоа. Секој орган дава знак и секогаш е пропратено или најчесто е пропратено со болка, тргнувајќи од она што е секојдневно главоболка, мигренозна, дали имаме болка при коскено-зглобниот систем, дали во нашата внатрешност, дали имаме камчиња во бубриз, дали имаме камчиња во жолчното кеса. Значи секогаш е нешто пропратено со тој симптом кој што не следи. Првиот аларм. Апсолутно. Меѓутоа, кога ќе добиете име во една нешто што долго трае, нешто што е хронично и што долго ве измачува, апсолутно менува ставот кон тоа што е болка. Тогаш веќе прагот на болка е исклучително намален, тогаш реагирате на таа болка зошто е постојано присутна. Знаете како, ние функционираме и не сме свесни дека нашето тело е присутно, сметаме дека тоа е така. Да. Но болката не освестува. Го прават. Така е. Да. Не дава проблем дека имам. И таа хронична болка не изморува, не истоштува, не прави да сме многу напнати, не прави да сме дури и не води во една несакана состојба, таа состојба е на една блага, умерена или веќе баш добра депресија. Може да се каже, мислам да демистифицираме, психосома, тело, условно и психолошка состојба. Тие се две нераскинливи нешта. Значи тоа е една паричка со едното и другото лице. Сакам да кажам, не може да има физички проблем, а да нема психолошка рефлексија. Чисто сакам кратко да се уфрлам да го демистифицираме ова. Затоа секоја состојба, конкретно еве сега збориме за болката или за хроничните воспаленија кои што даваат таков симптом болка, и те како делуваат на психоемоционалната состојба, односно се директна причина за многу други состојби. Се согласам, еве и самиот ја спомена коскено-мускулниот систем. Сите промени кои што се јавуваат таму имаат еден свој хроницитет, една своја должина во манифестацијата, каде што мора да се издржи, затоа што самиот тој процес на опоравување, регенерација трае малку подолга за разлика, например, од другите органи. И сега што се случува? Вие треба да
еден начин живеете да издржите таа болка. И она што е нормално е да ја намалиме, нели, првично на кој што сите помислуваме. И затоа ако земеме соодветни средства, нели, аналгетици, нестероидните антиревматици кога зборуваме за коскано-мускулниот систем, тогаш имаме нешто друго. Да, имаме временски каде што тие може да помогнат во одредени состојби и не може толку да ја копираат болката. Не може да се користат и не смеа да се користат долго време. Не смеа долго, Ми се зборуваме за тие типови на болка што се нели долготрајни, односно хронични. Така. И прават друго оштетување на други органи кои што ни ја намалуваат целокупната функционалност. Тука е можноста да му помогнете, а да при тоа го на еден начин обезболите, односно ја намалите болката. Тука е моќта на она што може да се направи. Механизмот на регенерација тука се користи за да се регенерираат кивото, да се намали воспалителниот процес. Значи сите тие потребни механизми да се активираат за да се излекува или нели коригира проблемот, а со тоа нели да се постигне обезболување или исклучување, намалување на болката. Да. Сега тоа е. Објаснуваме нели механизмот. Фактички ние не обезболуваме нели како аналгетикот што конкретно делува нели да исклучи рецепторите кои што нели го примаат сигналот за болка или го пренесуваат. Него ние фактички работиме на тоа да се коригира состојбата, а за самото тоа нус појава нели губењето на болката. Така, и автоматски овозможуваме да телото продолжи во самиот процес на нели самоизлекување, да му помогнеме за да го добиеме крајниот ефект. Никој од нас овдека не е лишен од тоа да ја почувствува болката, ама чувството кога ќе можете на многу едноставен начин да при тоа не го оштетувате телото, се обезболите е навистина добро. Човечкото тело е создадено такво какво што е. И секој од нас има мани и предности, но најчесто кога ќе застанеме пред огледало, си ги согледуваме нашите мани. А како да си го сакате вашето тело онакво какво што е? Ви откриваме во следните неколку минути. Прифаќањето на вашето тело, какво што е само еден од чекорите кон љубовта кон себе. Но невообичаено тешко и невообичаено важно. Сите сакаме нешто, некои од нас сакаат да станат посилни, некои од нас сакаат да се хранат поздраво, а некои од нас сакаат да спијат повеќе. Но она што сите го имаме заедничко е желбата да се сакаме едни со други. Љубовта кон себе не е нешто што го учат во училиште. Всушност, најчесто преку медиумите, пријателите и семејството не учат како да не се сакаме себе си нашите тела. Тие не учат како да бидеме подобри во нешто, а сето тоа е извор на стрес. Тие се деструктивни и едноставно ја трошат нашата енергија. Колку време и енергија трошиме размислувајќи за нашето тело или за она што не ни се допаѓа кај себе. Таа енергија би можела да се искористи за многу поважни работи, како што се водење успешни проекти, градење задоволни врски или едноставно уживање во животот. Па како да се извлечеме од тој магепсан круг на самоомраза и да ги прифатиме нашите тела онакви какви што се. Што значи прифаќање на телото? Многу луѓе често зборуваат за прифаќање на нашето тело и за љубовта кон себе. Но што тоа навистина значи? Дали тоа значи дека се гледаме во огледало и мислиме дека се е совршено? Или е како секоја друга романтична врска каде што чувствуваме безусловна љубов и почит? Прифаќањето на телото и љубовта кон себе не се исти, но обете имаат еден заеднички елемент. Можеме да се прифатиме и да се сакаме себе си, без разлика како изгледаме, колку тежиме, каков автомобил возиме и колку пари заработуваме. Прифаќањето на телото и љубовта кон себе не значи дека немаме цели или дека не сакаме да се подобриме. Напротив, се сакаме и прифаќаме себе си доволно за да знаеме дека заслужуваме да ги постигнеме тие цели. Например, можете да сакате да ослабете, но прифаќањето на вашето тело значи да се сакате себе си онакви какви што сте и сега. И всушност тоа прифаќање ги зголемува вашите шанси да ги поттикнете вашите цели. Значи не станува збор за прифаќање на вашето тело кога ќе достигнете одредени цели, туку за тоа да бидете во можност да ги постигнете затоа што го сакате и прифаќате вашето тело сега. За жал, несигурностите во телото се толку нормални што често ги споделуваме и со другите, особено со жените. Како што растеме и се прилагодуваме на општествените норми, брзо учиме дека мразењето на сопственото тело не е само општествено прифатено, туку и очекувано. Конечно, вашите несигурности всушност немаат никаква врска со вашето тело. Тие доаѓаат од надворешен притисок дека треба да изгледате или да се чувствувате на одреден начин. Добрата вест е дека постои излез. Во продолжение ви даваме совети за тоа како да го прифатите вашето тело и да се сакате себе си повеќе. Станете посвесни за вашите мисли.
Треба да бидете свесни за вашите мисли и пораките што ги испраќате до вашето тело. Например, ако размислувате негативно за вашето тело, запрашајте се: дали е ова навистина точно? Дали близок пријател би ми го кажал истото? Потоа замислете ја спротивната приказна, како вашето тело да изгледа одлично и сите да забележуваат колку сте добри. Знајте дека самољубието е вештина, а не околност. Самољубието не доаѓа само кога ќе постигнете одредена цел, како што е губење на тежина или добивање унапредување на работа. Тоа е состојба на умот на која треба да работите одвнатре. Наблюдувајте како вашиот однос со вашето тело влијае на физичкото здравје. Вашиот однос со храната често е поврзан со вашиот однос кон вашето тело. Чувството на незадоволство или вознемиреност за вашето тело може да предизвика желба за храна. Научете да препознаете кога сте навистина гладни, а кога тоа е емоционална потреба. Обидете се со внимателност и медитација. Медитацијата ви помага да бидете посвесни за вашите мисли и да ги промените негативните образци на размислување. Потсетете се дека не сте сами. Иако звучи клише, кога се чувствувате несигурно во врска со вашето тело, често пати премногу се фокусирате на себе. Запомнете дека никој не ве гледа на начинот на кој се гледате себе си и секој се бори со своите несигурности. Вежбајте самољубезност, не осудување. Кога ќе забележите негативни мисли за себе, не лутете се. Вежбајте љубезност кон себе. Прашајте се како вашиот најдобар пријател би ја преформулирал таа негативна мисла. Сладки кукички како од бајките, интересни знаменитости и прекрасни песочни плажи. Да, токму тоа е прекрасното местенце Алберобело, на кое ве водиме во следните неколку минути. Колку е цврста и издржлива градбата без Малтар. Навидум доста цврста, како што ќе видиме ако го посетиме италијанскиот град Алберобело. Алберобело е необичен и живописен град, сместен на два рида во јужна Италија, 45 километри јужно од Бари. Во него камени куќи од бајките од 14 век се распоредени во два градски квартови. Куќите со куполни покриви се нарекуваат трули и тие се изградени од неправилни варовнички камења, без употреба на гипс. Градот Алберобело има околу 1500 вакви куќи и е единственото такво место во светот. Низ целиот регион околу Алберобело можете да забележите трули, а наједноставните форми се користат како колиби во маслинови градини. Нивните ѕидови се доста дебели, што ја прави конструкцијата стабилна и ја одржува внатрешната температура. На некои покриви има символи со религиозно и суеверно значење. На врвот на сите покриви има шилец, чија декорација била статусен символ на местото. Алберобело порано било место каде што сите жители морале да живеат во трули. Имено локалните феудалци ги преместувале селаните работници во оваа област за да ги сечат шумите и да ја обработуваат земјата. За да го заобиколат законот и да избегнат плаќање даноци, за феудалците било важно Алберобело да не се смета за населено место. Затоа до 1797 година, кога Алберобело добил статус на град, неговите жители морале да живеат во овие живеалишта, кои морале брзо да се расклопат доколку е потребно. Името Алберобело се преведува како прекрасни дрвја. Според легендата, тука во минатото имало дабова шума. Денес некои куќи се дом на продавници за сувенири, музеи и ресторани. Некои се изнајмуваат како станови, дури и со базен во дворот, што е одличен бонус ако патуваме со деца. Додека во некои што се уште се населени денес може да се влезе и да се видат однатре. Собствениците на трули честопати се обидуваат да ве привлечат во својата куќа со разни тврдења. Од фактот дека нивното труло е најстаро, дека има бунар, дека во него се живее или дека има панорамска тераса, каде што можете бесплатно да пробате локално вино. Најпознатиот сувенир од Алберобело е секако намален модел на трули. Но ќе најдете и домашно приготвено сирење, колбаси, колачи, маслиново масло, вино и ракија. Виното може да се купи и на чаша во многу продавници за сувенири. Можете да стигнете до Алберобело со воз или со изнаемен автомобил од Бари. Бидејќи патот од Бари е доста краток, Алберобело често се посетува на еднодневни излети. И покрај малата големина, Алберобело е град кој нуди многу опции. Можете да шетате и да се изгубите во уличките, пркајќи мириси и бои. Или следете 3 вредни совети за тоа што да правите во Алберобело. Внатре може да се посетат многу трули,
но само музеот на територијата ќе ви даде јасен пример за еволуцијата на архитектонската култура на Алберобело. Двокатниот дел со висока тесна фасада, надвисната на триаголниот фронтон, ги представува најновите градби. Оттаму можете да продолжите кон најстариот дел, кој се состои од едноставни, мали организми, сите во еден комплекс од 15 меѓусебно поврзани трули. Прошетајте покрај продавниците за сувенири и локалните занаетчиски работилници, додека не сте стигнале до врвот на Ридот, по Вија Монте Сан Микеле. Живописната црква Трули на Свети Антониј од Падова, единствена во светот, е токму она што го барате. Изградена е во рок од 14 месеци во 1927 година и длабоко трансформирана во 1960-тите. Ако сакате да нурнете во шармот на Алберобело, најдоброто нешто што можете да го направите во градот е обиколка на трулите. Може би со помош на водич кој ќе ви открие тајни што е невозможно да се откријат поинаку. Ако предпочитате да шетате сами, можете да сметате на љубезноста на дуќанџиите, кои секогаш се подготвени да ви дозволат да се восхитувате на овие невообичаени конструкции однатре. Прошетката низ историскиот центар на Алберобело дава огромно задоволство. Ако сакате да направите пауза за време на ручек и да се почестите со кулинарски искуства, што нема да ги заборавите, внимателно треба да ја изберете вашата храна во Алберобело. Препорачуваме да започнете со вкусните аполски тестенини, прелиени со врвови од репка и солени инчуни. Потоа следува најпознатото второ јадење во долината Итрија – месната бомба, мали свински ролни полнети со сирење и билки. Вреди да се пробаат и петоле – вкусни топчиња од квасено тесто пржени во врело масло. Типични за божитните празници, тие може да се јадат и додека шетате. Завршете со овошје и дегустација на баратиер – летно овошје со крцкаво месо кое дава моментална свежина. Епа, драги наши, после сите овие информации, сигурни сме дека ова волшебно место ќе се најде на вашата листа за патување ова лето. Сигурно секоја урбана домаќинка има недостаток на време за поминување во кујната. Но тоа никако не треба да значи дека не можете да се дозволите вкусен десерт. И тоа само за неколку минути, користејќи ја својата микробранова печка. Еве неколку брзи рецепти. Во шолја за кафе ставете 2 полни дозерки брашно, 1 рамна дозерка какао, мала дозерка пециво, сода низ прсти и оваа смеса промешајте убаво со вилушка. Потоа додадете 2 дозерки растопен путер, 3 дозерки конденционирано млеко, 4 дозерки млеко и повторно убаво промешајте. Додадете уште парчиња чоколадо по желба и оставете во микробранова печка 2 минути. Еве и друга верзија. Во шолја ставете 2 дозерки растопен путер, 3 конденционирано млеко, 4 дозерки млеко и промешајте. Потоа додадете 3 полни дозерки брашно, 1 дозерка какао, 1 мала дозерка пециво, сода и повторно убаво промешајте. Ни останува уште да додадеме крем, убаво да промешаме за состојките да се соединат. И во микробранова печка само 2 минути. Еве и нешто за љубителите на вкусот на кафе. И овој пат во шолја ставаме 2 дозерки растопен путер, конденционирано млеко и 4 дозерки приготвено кафе. Потоа промешајте. Следен чекор е додавање 4 дозерки брашно, 1 мала дозерка пециво, сода и повторно мешаме. И за крај додаваме сецкани ореви. Потоа смесата е готова за во микробранова печка, од која ја вадиме за точно 2 минути. За само 2 минути имате совршено вкусен десерт. Ние ви покажавме 3 опции, а вашата имагинација може да создаде безброј слични. И не само десерти. Микробрановата печка е одлична и за брзи оброци, например макарони. Ако сте многу гладни и сакате вашиот оброк да биде приготвен за само неколку минути, ова е решение за вас. Во сад ставете макарони. Користете мали, затоа што тие се готват побрзо. Додадете вода за да ги прелиете.
и оставете ги во микробранова печка неколку минути. Откако ќе ги извадите, истурете го остатокот од вода, додадете млеко, зачинете и додадете рендан кашкавал. Убаво промешајте и вратете го во микробрановата печка уште неколку секунди. Оброкот е подготвен за само неколку минути, а вие немате право на изговори дека немате време за готвење. На овој начин може да подготвувате дури и пица, но за сега е доволно. Повеќе брзи и лесни рецепти во некоја наредна прилика. Со ова го завршуваме нашето денешно 30-минутно дружење и сигурни сме дека и овој пат останавте со нас до самиот крај. Но доколку не пропуштивте или пак можеби сакате да се потсетите на нешто, можете да го погледнете репризното издание во сабота или пак да го посетите нашиот YouTube канал. Ние се гледаме повторно следната недела, а до тогаш вие не заборавајте да бидете урбани.